Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Општина Тетово оваа година има долг од над 23 милиони евра. БИЛК сами вели дека е забележано намалување во однос на лани. Од вкупно 15 нови случаи на грип, 13 се во Тетовско-гостиварскиот регион. Пронајдено безживотното тело на 87 годишниот гостиварец по кој полицијата трагаше 3 дена. Општина Тетово и понатаму е една од најзадолжените општини во земјава. За да ги соопшти сегашните цифри, градоначалникот БИЛК сами свика пресконференција, на која објави дека вкупниот долг се намалува. Според бројките, благо намалување се забележува во општината и училиштата, но состојбата со јавните претпријатија е лоша, особено во комуналното, чиј долг се зголемил. 23 милиони 404.377 евра изнесува вкупниот долг на општина Тетово оваа година. Тоа е за само 613.845 евра помалку од наследениот, кој веднаш по стапувањето на функцијата сегашниот градоначалник БИЛК сами тогаш го објави на билборд. Касами презентирајќи ги бројките, оцени дека процесот на раздолжување успешно тече. Тој рече дека не можеле да реализираат повеќе планирани проекти поради недомаќинското работење на претходната власт, но и поради тековните обструкции од централната власт, која не им одговорила позитивно на ниту еден повик за помош. Благодарение на упорноста и максималната посветеност, процесот на раздолжување успешно тече. Благодарни сме и на граѓаните кои веруваат во нашата работа, што се докажува со зголемениот процент на наплата на даноците кон општината. Училиштата во општина Тетово кои ги затекнавме со близу 80.000 евра долг, сега се целосно раздолжени и функционираат во рамките на нормалата. Кај јавното претпријатие Градски паркинг, покрај долгот што го објавивме, затекнавме и неисплатени плати на вработените од над 50.000 евра. Ги исчистивме и сега платите се добиваат уредно и навремено. И покрај сите тешкоти, претпријатието успеа да исплати дел од долгот и денеска работи со деблокирана сметка. Состојбата се уште потешка во јавното комунално претпријатие Тетово, која дојде како резултат на зголемувањето на минималната плата, како и енормното поскапување на струјата и нафтените деривати од една страна и неуспешната наплата на сметките од друга страна. Кога дојдовме на власт, ова претпријатие имаше речиси 10 милиони евра долг и многу други проблеми, како доснење на плати, немање доволен кадар, ниту опрема, како камиони, контейнери и слично. За соочување со овие проблеми, донесовме одлука дека е потребна целосна реорганизација на претпријатието. Зашто имаме краткорочен и долгорочен план, со кој очекуваме дека јавното комунално претпријатие конечно ќе почне да работи функционално, ефикасно и без проблеми во услужувањето на граѓаните. Што се однесува до општината, ја затекнавме со над 14 милиони евра долг. Како резултат на успешното менаџирање на општинските финансии, успеавме да исплатим над 3 милиони евра од наследениот долг. Но во исто време, имајќи го во предвид фактот дека продолживме со зголемен интензитет со реализација на инфраструктурни проекти, патишта, водоводи, канализации и слично, кои имат вредност од над 2 милиони евра, нето долгот на општината е намален за околу 1 милион евра и денеска изнесува околу 13 милиони евра. Од трите јавни претпријатија, состојбата е најлоша во комуналното, каде долгот е зголемен со што доцнати платите на вработените. Претпријатието за јавен превоз пак функционира со субвенции од општината. Единствено паркинзи е во мала позитива. Ќе предложам еден план како да се реконструира и реформатира, реструктурира јавното комунално претпријатие, можност за јавно-приватно партнерство со кое очекуваме дека долгорочно ќе го решиме проблем. Градски транспорт функционира со помош на општината. Ако сакаме да функционира само издржано од сопствените приходи,
Картата која е за за една линија од 20 денари треба минимум да биде 100 денари. Значи ние оценуваме дека во ова кризна ситуација не можеме да ги покачиме картите. Во насока на штедење, општината со одлука на Совет формираше трговско друштво за менаџирање со јавното осветлување, па и покрај владината забрана, документите за негова регистрација ги доставиле до Централниот регистер, од каде чекаат одговор. Буџетот е предимензиниран и не одговара на моменталната економска состојба во државата, рече Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН, откако вчера беше усвоен буџетот кој го предложи Министерството за финансии. Што се однесува до буџетот, тој е предимензиониран. Буџетот кој што деновиве во јавноста како информација се соопштува, не соодветствува на реалната економска состојба на државата, предимензионирани се расходите и веќе во првата година практично владата го крши на правило на буџетскиот дефицит кој што претходно со законот за буџет го усвои парламентот, односно е поголем од 3% како што е таму дефинирано. Со тоа уште еднаш го покажуваат својот лажлив карактер. И она кое што исто така сакам да кажам е дека користат иста реченица, односно исти два збора, тоа е златното правило. Познато како златното правило. Минатата година истиот овој Бесими која го најавуваше буџетот за 2022 година ги користеше двата збора златното правило. Кога велиме двата збора златното правило, тогаш тој го поврзуваше со капиталните инвестиции и најпрви најави рекордно ниво на капитални инвестиции, 38 милиарди денари, за со ребалансот ги намали на 32 милиарди денари, а ако го видите пресекот на моменталната состојба на капиталните инвестиции, ќе видите дека таа бројка е околу 14 милиарди денари. Значи, тоа е невозможно сега за 2 месеца 18 милиарди денари да ги инвестира во капитални инвестиции. Истото сега го најавуваат за до година. Со истите зборови, само сега тоа го прави Ковачевски, вели златното правило при капиталните расходи и сега најавува не 32, не 38, 49 милиарди денари. Но тоа е повторно штедна влага, истата манипулација како и минатата година. Треба да кажат јасно и гласно на граѓаните дека буџетот е наменет исклучиво за крадење, бидејќи таа е последната година, последните месеци од тоа да бидат тие власт во Македонија, но не треба да заборава дека следната влада ќе повика на одговорност и нема да биде едноставно туку така да ја напуштат владата, бидејќи ако мислат дека вака рекордни расходи ќе ги крадат во договори и тендери со 4 очи, тука се лажат. Се чека завршување на постапките за избор за консултант и надзорен орган за обнова на автопатот Тетово-Гостивар. Ова денес го истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во рамки на вториот македонски конгрес за патишта. Во исчекување сме на завршување на постапките кои што ги води јавното претпријатие за државни патишта за избор на консултант и надзорен орган за да се влезе во следниот чекор од постапката за отпочнување со реализација на нашите патни коридори, коридорот 8, делниците Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требениште-Струја-Ќафасан, како и делницата Прилеп-Битола. Останатите два експресни патишта, тоа е експресниот пат Градско кон Прилеп, се работат со одлична динамика и експресниот пат Ранковце Крива Паланка секако, а во текот на наредните недели завршува и рехабилитацијата на превод Плетвар од коридорот 10D, така што во едно тешко време, во време кога имаме сериозен пораст и на цените, и на материјалите, и на овие трендови кои што ги имаме наметнати од светските берзи на градежните материјали пред се, немаме запирање на градежните работи, напротив, работиме и продолжуваме со реализација на капиталните проекти во државата. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денеска беше дел од настан во организација на Европската делегација и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО на тема консолидација на земјоделско земјиште во Република Северна Македонија, завршен проект и почеток на нов. Владата ја препозна потребата од воведување на консолидацијата за да се реши токму оваа расцепканост на земјоделското земјиште и малата површина на земјоделските стопанства како главен структурен проблем за напредокот на нашето македонско земјоделство. Токму затоа Министерството со поддршка на Европската унија и ФАО во рамки на овој проект
им помогна на земјоделците да се справат со расцепканоста на земјиштето преку процесот на окрупнување. Планирањето на распределбата на земјиштето во рамки на проектот Mainland беше спроведено исто така преку транспарентен и партиципативен процес во постојана консултации и преговори, како што веќе споменав, со сите сопственици на земјоделските површини. Придобивките од консолидацијата на земјоделското земјиште се многобројни. Добрата структура на земјиштето и пристапот до потребната инфраструктура овозможуваат поголема ефикасност и профитабилност на производството, како и можност на земјоделците да инвестираат во модернизација и зголемување на обемот на производството. Тоа влијае и на подобрување на животниот стандард и можностите за развој на руралните средини. Затоа сведочи позитивното искуство на земјоделците кои што денеска, како што веќе напоменавме, се тука со нас, како директни учесници и директни сведоци кои што треба да говорат токму за придобивките на овој процес. Новиот проект кој што го промовираме денеска е во износ од 1,2 милиони евра и има за цел да ја продолжи токму оваа успешна приказка на Mainland со фокус на подобрување на националната политика, инфраструктурата, институционалната и регулаторната рамка за консолидација на земјоделското земјиште. Проектот ќе развие и нова стратегија национална за консолидација на земјиштето 2022-2030 со акциски план и целосно спроведување на проектите за консолидација на земјоделското земјиште во две консолидацијски подрачја, тоа е Дабјан во општина Долнени и Чифлик општина Чешиново Облешево, комбинирани со изградба на земјоделската инфраструктура, секако надвор од овие средства, надвор од оваа институционална поддршка која што веќе надминува 4 милиони евра од 2017 почнувајќи до денес, државата за останатите консолидацијски подрачја секако и при буџетското планирање и при програмата за рурален развој во 2023 година, секако дека може да ги предвиди сите средства се со цел забрзано да се одвива реализацијата и на инфраструктурата на терен. Во неделниот извештај на Институтот за јавно здравје за состојбата со грипот во земјава регистрирани се 15 случаи на грип, од кои 13 се во Полошко. Во тек е и вакцинацијата против ова заболување. До сега во Тетовско-гостиварскиот регион имунизирани се над 2500 лица. Во текот на 43-та недела од годинава, односно од 24 до 30 октомври, во земјава се пријавени 13 случаи на групни заболувања на заболени од грип, заболувања слични на грип, соодветно за овој период од сезоната во споредба со минатата сезона и просекот. Заболените лица се регистрирани во Тетово 7, Гостивар 6, Струмица и Прилеп по 1. Во однос на возраста од 14 до 64 години регистрирани се 13 лица и од 5 до 14 години 2 лица. Кулминативно од 40-та до 43-та недела пријавени се вкупно 62 случаи. Од Институтот за јавно здравје велат дека вакцинацијата против сезонски грип е неефикасна заштита од ова заболување и препорачуваат вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на така наречените ризични групи. Постари лица над 65 години, деца на возраст од 6 до 59 месеци, лица со хронични заболувања, бремени жени и здравствени работници. За сезоната 2022-2023 Министерството за здравство обезбедило бесплатна 4-валентна вакцина во вкупна количина од 40.000 дози, наменета за приоритетни групи на население. Вакцинацијата се спроведува во центрите за јавно здравје со нивните подрачни единици или здравствените домови. Закажувањето за бесплатни вакцини се одвива преку веб страницата vakcinacija.mk. Дополнително набавени се и 6.000 дози комерцијални вакцини. Заклучно со 43-та недела вакцинирани се вкупно 32.791 лице со бесплатна или комерцијална вакцина, од кои во Тетово 1334 и во Гостивар 1194 лица. Пронајдено бе животното тело на 87-годишниот гостиварец по кој полицијата трагаше 3 дена, откако беше пријавен за исчезнат. Во полицискиот билтен регистрирани неколку физички напади, случај на непријавен престој во државата, како и случај на пронајдена дрога. Слушнете ги деталите.
По тридневна интензивна потрага, односно пребарување на поширокиот регион околу гостиварското село Пожаране, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, во содејство со екипи на Министерството за внатрешни работи и мештани. Вчера, околу 12 часот и 40 минути во близина на фабрика за мебел, во атарот на Гостиварско Врапчиште, во шума го пронашле безживотното тело на 87-годишниот гостиварец. По наредба на јавен обвинител ќе биде извршена и обдукција. Од извршениот лекарски преглед на телото не биле констатирани траги на насилство. Телото е идентификувано од најблиски на починатиот, кој на 30 минатиот месец беше пријавен дека во близина на селото Пожаране собирал шумски плодови и потоа исчезнал. Вчера во 9 часот во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 32-годишничко Тетово, која непосредно пред тоа била пријавена од 63-годишна гостиварка, нејзина соседка, дека по претходна расправија на улица Боге Велјановски во Гостивар со тврд предмет физички ја нападнала. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и ќе следува поднесок. 30-годишна гостиварка ноќеска во 1 часот во СВР Тетово пријавила дека околу 23 часот во семејниот дом физички била нападната од нејзиниот супруг и неговиот татко. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера, околу 9 часот и 15 минути, на улица 107 во Тетово, во близина на Тетовско средно училиште, полициски службеници на СВР Тетово пронашле кеса со марихуана, која претходно го фрлило машко лице. Марихуаната е фотодокументирана и подигната за вештачење и се расчистува случајот. Вчера, околу 11 часот и 45 минути на излез од нашата земја, на граничниот премин Јажинце, приведен е 48 годишен албански државјанин, поради непријавен престој, пошто бил донесен во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера, околу 13 часот, на улица Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 21-годишникот Тетово, кај кого била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера пак во 15 часот и 30 минути во Тетовско Стенче лишиле од слобода 2 лица од ова село, кои во дворот од заедничката куќа физички се пресметувале. Во меѓусебната пресметка на двајцата браќа, според пријавеното, тие користеле и тврди предмети. Се расчистува и документира случајот и против инволвираните во случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. 31 годишна жителка на Тетовско село вчера вечер во 19 часот во СВР Тетово пријавила дека дента околу 9 часот и 30 минути во семејниот дом физички била нападната од нејзиниот супруг. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 22 часот во Тетовско Боговиње, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 21 годишникот Тетовско Жеровјане, затоа што при негов и преглед на патничкото моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, што тој го управувал, му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!